кој се одржа во Бугарија, ова година се одржа во Софија, тој го освои третото место и изгуби 3-2 од бугарскиот репрезентатив, направи 3 победи, имаше победа против швајцарецот, романецот, имаше уште една победа, мислам дека беше тоа против германецот со руско потекло и изгуби само од бугаринот и го освои третото место. И штета, меѓутоа само за информација на гледачите, тој се надпреварува овој пат една категорија повеќе, бидејќи тој за да се надпреварува во својата категорија треба да намали неколку килограми, меѓутоа бидејќи веќе настапуваше во Бугарија и беше доста истуштен, сепак тренерите одлучија тој да настапи по високата категорија, каде што еве пак го освои првото место. Честитки за Дејан Митров, меѓутоа штета што останавме оневозможени да гледаме неговите атрактивни потези со кои што постојано се истакнува инаку двоен освојувач на македонскиот бисер, на оној престижен трофеј, ја ми се чини дека 7-кратен победник до сега. Одиме сега со следната борба до 74 килограми, Бесмир Веселовски од Македонија во црвен дрес против Заур Ефендиев од Србија во синиот. Ефендиев ни е доста познат, меѓутоа ако се сеќавате од пред неколку години тој настапуваше токму и против Врнези, Лузен Врнези, каде што Врнези тогаш победи. Да, тоа беше една од најатрактивните борби во Скопје, во Салата парк. Во Салата парк, да. И тука мислам дека Ефендиев еве победе со 2-0. Меѓутоа еве и Весели на некој начин атакува. Тоа му е основната техника, влез за нога, каде што борачите на Лирија тука се многу силни во тие техники. Обид сега на нашиот надпреварувач да направи акција, но тешко се залепи буквално противникот на душегот. Но има ли поени да видиме? Продолжува борбата. Успеа да Ефендиев да дојде зад противникот, да освои 2 поени. Значи кажавме сега, значи секој слекува на противникот, буквално се веќе 2 поени веќе му дава предност на што поентира и може со неколку акции да направи и брза предност. И тука го демотивира буквално противникот и многу побрзо завршуваат борбите. Што е всушност и тоа што новите правила и идејата беше да се направат малку поатрактивни борбите. Инаку правилата порано во однос на слободен грчко-римски стил беа скоро исти, меѓутоа сега веќе имаме разлика и во разговор со Стане Шерни, со делегатот, бидејќи тие и го практицират фактички борењето во грчко-римски стил, буквално кажува дека има промени во однос на правилата грчко-римски, бидејќи има мало некоја разлика. И мислам дека тоа е добро за борењето, ќе се разграничат некои работи. Исто да подсетиме дека тука имаме и женско борење кое е многу популарно, многу интересно, меѓутоа ние кај нас за жал го немаме. Така да можеби во некоја следна блиска иднина би требало и тука да се размисли да се вклучат и девојките, затоа што е многу атрактивно и многу интересно. Имаше некаде пред 2 децении обиди за такво нешто, но не се разви. Имаше неколку обиди, ние неколку клуби пробуваат тоа да го направат, меѓутоа едноставно не се разби тоа како борење, бидејќи бара малку од други услови, посебни, меѓутоа се надевам можеби некој идно време тоа ќе се реши. Така, интересно е што на двете страни имаме по еден поранешен македонски борач Лузен Вранези кој што го води Веселовски, а на спротивната страна Љубиша Пешко е Љубиша Пешко зад Заур Ефендиев, да. Нашите подобри борачи и сега тренер моментално работи во Норвешка, тој и неговиот син исто така се надпреварува и обично овие борачи што идат од страна пред се од Русија, често пати се поврзани со него како предлог во однос на тоа да бидат тие борачи дел од екипата на репрезентацијата на Македонија, така да Изубиров е еден од тие борачи кој ова година го освои третото место на Европските игри до 23 години. И само за информација, за прв пат ова година се организира едно такво европско до 23 години, пред се заради и организацијата на Европските олимписки игри, бидејќи тука малку се пореметија некои работи во однос на организацијата на тоа европско првенство. Да, добро е што добиваме засилување во еден квалитетен борач кој што и поранешен владински шампион, тогаш пред 3-4 години кога се надпреварувало за селекцијата на Русија. Нормално како засилување на сите овие неколку наши момци кои веќе 5-6 години назад постојано не представуваат во принцип со успех на европските и се обидуваат и на светските првенства да дојдат
до високо остварување. 8-4 по првите 3 минути е за Русија има огромен број на борачи. Често пати барајќи си можноста да се докажат, тие нема да успеат во Русија и многу борачи имаме ние кои се надпреваруваат по други земји, дури една Турција во еден период во категорија до 66 кг тогаш беше, има еден од поквалитетните борачи, тој е од Дагестан, од Махачкала, и беше исто така и освои олимписки шампион за Турција. Така да и на Турција, каде што имаме силни борачи, каде што има силно развиено борење, тогаш мораше да оди бидејќи со по распадот на Советскиот сојуз испадна многу борачи, тука беше многу атрактивно, буквално сите држави во тој дел го практицираа борењето, имат многу квалитетни борачи, сега кога ќе видите на европските, на светските првенства, буквално од прво до 8 место ќе се наредат минимум 5 до 6 борачи кои се од таа руска школа, од таа советска школа. Така, се сеќаваме тука 2003 година, некаде имавме кадетско европско првенство во Скопје, кога од 10 категорија ми се чини дека 8 беа носители на златен медал токму од таа школа од Дагестан и практично и овие неколку надпреварувачи кои што ги имавме во овие 15 на 20 години, како што беа Валери Верхушин и Могамед Ибрагимов, па еве и сега Зубаиров, доаѓаат од таа позната школа. Само за информација да ви кажам дека во Русија ти имат 3 бази. Значи Дагестан, Осетија, Јужна Осетија имат во Москва нормално, меѓутоа и во Краснојарск. Сега што се случува? Тие скоро во сите школи имат секции по борење, меѓутоа ги собират во тие кампови и после тука се прават тие борачи. Во првиот дел концентрација на квалитетот и оттаму најдобрите нормално доаѓаат до израз. Ќе видите дека во скоро во сите овие надпреварувања ќе најдете борачи од тие 2-3 места. Значи Дагестан не е нешто поголемо од Македонија. Така да и ние ако сакаме можеме тоа да го направиме, меѓутоа ако се опфатите на поголем број на селекција на деца, каде што би биле вклучени со еден правилен развој, мислам дека можеме да во тоа да поентираме, меѓутоа борењето веќе си бара една професионалност, што ние тука малку е закаснавме и нашите борачи буквално и тренерите го работат тоа за љубов, меѓутоа веќе таа работа за желба да се направи резултат се мора малку и повеќе. Значи еден систем на надпревари треба да направиме. Така. Овде останува уште една минута, 10-5 за Ефендиев во дуел со Веселовски, кој што сега се обидува да направи акција. Сега веќе нема поен, се уште нема поен, бидејќи не паднал Ефендиев на колено. И гледате дека тој многу цврсто тоа го прави. Веќе сега да, сега 2 поена се веќе 7-10. 7 спрема 10, уште една атрактивна борба, да. Тука е многу малку можноста да се поентира уште еднаш и дури може да се изедначи резултатот, меѓутоа гледам дека борбата е многу мирна, најверојатно тие се познават, бидејќи Ефендиев и неколку пати идеше тука и тренираше во Македонија, во Скопје, често пати и е тука гостин кај нас, како заедно тренираат со нашите борачи и се познават тие меѓу себе и свесни се дека кој до каде може да отиде. Да, но добро е тоа што 5-6 поени разлика не е така како порано кога беше со старите правила практично речи си решен победник, сега со неколку секунди може работи да се сменат драстично. Се може да се смени. И тоа е таа атрактивност и неизвестно што ја носат овие нови правила кои што се ведуваат. Да, 10-7 во секој случај 6 минути добра борба, знаеше Ефендиев како да ја зачува предноста, иако успеа Веселовски нешто да набали. Ова беше категорија до 74 килограми, во која што Заур Ефендиев од представникот од Србија го совлада Бесмир Веселовски со 10-7. Сега треба повторно да имаме 2 прогласувања на најдобрите до 65 до 70 килограми, а веднаш потоа ќе го видиме во акција Халил Зубаиров,